Работилници посветени на филмските сценарија, фотографијата, режијата, организациониот менаџмент, избор на документарни филмови кои влегуваат во конкуренција за награди и премиера на неколку филмски остварувања. Ова се содржините кои во следните неколку дена им се нудат на љубителите на филмската уметност во Тетово. Ода и овој пат се јавува како организатор на Тетовскиот интернационален филмски фестивал. За прв пат токму на ТИФ македонската публика ќе може да го види и филмот Децата на сонцето на режисерот Антонио Митричевски. 22 до 26 септември ќе се одржи филмскиот фестивал во Тетово, Тетово Интернационал филм фестивал. Значи во која имаме три битни програми. Значи имаме работилниците што ќе се одвијат негде од 10:30 са бајле. Имаме главна надпреварувачка програма која ќе се развива од 14 часот до 18 и имаме сине премиер, значи долгометражните играни филмови кои ќе се развиват од 20 часот. Отварањето ќе биде со филмот Три прозори и едно обесување, ако добро го преведив, од професор Иса Чосија, значи доаѓа од соработка со од Косово. После имаме филмови што ни доаѓаат од Германија, значи од Хамбург. Исто имаме филм кој ќе го прикажуваме премиерно во Тетово, што се вика Децата на сонцето, во режија на Антонио Митричевски, во соработка со Агенцијата за филм на Република Македонија. 25 имаме филм што ни доаѓа од Албанија, кој се вика Бота. И петок, сабота, значи имаме церемонија на затворување и поделување на награди. За главната надпреварувачка програма во делот на документарните филмови пристигнале 984 апликации. Од нив во конкуренција влегле 45, кои ќе бидат прикажани во попладневните термини на фестивалот. Значи ова година документарните филмови правиме еден фокус на Агенцијата за филм на Република Македонија и кој ќе ги прикажеме од 14 до 16 часот во сабота. Значи посебно тој ден го отделивме за фокус на Македонската агенција за филм на Република Македонија. Четвртиот интернационален филмски фестивал во Тетово е со делумна поддршка од општината и Министерството за култура, но, како што вели претседателот Селмани, со целосна посветеност на екипата која работи на неговата организација. Влезот за сите проекции е бесплатен. Активностите ќе се одвиваат во Центарот за култура Илјо Антески Смок.